Несудениот собственик на рудникот Саса, Блажо Тасев, македонски бизнисмен кој живее и долги години успешно работи во Словенија, од државата ќе бара 400 милиони долари. На оваа баснословна сума Тасев ќе инсистира преку меѓународните институции како компензација, доколку во рок од 6 месеци не дојде до спогодба помеѓу Тасев и државата Македонија. Спорот е стар повеќе од 12 години во времето кога државата го продаваше рудникот Саса. Тогаш, според Тасев, направено е флагрантно кршење на одредбите од важечкиот закон за меѓународни трговски односи помеѓу Македонија и Словенија. Оние што паметат подолго знаат дека тогаш премиер беше Владо Бучковски, човекот кој се смета дека е директно инволвиран во случајот. Во тој период, додека се одлучуваше за собственоста на рудникот, под таинствени околности на Тасев во авионот на релација Скопје-Љубљана му исчезна пасошот, пошто тој не можеше да го напушти аеродромот и да ги заврши административните формалности околу преземањето на рудникот. Подоцна во нова тендерска постапка рудникот беше продаден на фирма со руски капитал, а од неодамна Саса е собственост на американска фирма. Од преземањето па досега Саса работи исклучително добро во сите сфери. Производството е во пораст, заштитата на рударите на високо ниво, платите најдобри во оваа гранка, а рудникот се потенцира и како фирма со висока општествена одговорност.